голема среќа и големо исполнување и желба за што подобро да се прикажеме. Мислам дека светскиот ракомет, што беше сега училишен спорт, покажа дека сме многу добри домакини, дека знаеме со луѓе и дека ние сме тие што треба секогаш да правиме овакви работи. Заслужуваме тоа. Луѓето можда не се у Македонија толку запознаени што е ово што се случува денеска кај нас, али ово е на еден светски ниво и мислам да ако се покажеме во добро светло, што сигурно ќе се покажеме, мислам дека нема да биде само еднаш, него ќе има една традиција и ќе одиме не само кај нас, него и нашите деца ќе одат низ сите други држави. Треба повеќе трпение да имаме, ние сакаме све преко ноќ, али мислам дека луѓето треба да сватат дека за се треба трпение и за се треба голема работа. Имаме многу златни деца, имаме луѓето што работат со нив, само треба да имаме трпение и секогаш ќе имаме големи успеси. Ово е почеток уствари. Ова всушност е почетокот на плазма спортските игри во Македонија. Секако дека сите се потрудивме. Сите, и владата на Република Македонија, и Министерството за спорт, премиерот и сите структури во Македонија, спортските младински игри да ја започнат приказната во Македонија. И многу сум среќен и задоволен. Ќе биде прекрасно, ќе видите и сами. Ова е нешто што треба да се доживее, да се огледате за што станува збор. Еве, например, денеска сме тука и драго ми е што гледам толку многу деца. Па свакако да е ова една добра ствар. Секако дека ова е добро за самата држава и за институциите во државата. Мислам на се што се однесува на дечињата. И најверојатно некои од децата овде еден ден ќе станат или фудбалери или кошаркари, што е случај во историјата на спортските игри. Така да, секако дека треба да се подржат се повеќе овие игри, да доаѓаат повеќе деца и да се роди некој голем играч, талент. Зошто да не? Во Македонија секогаш имало таленти, фудбалски таленти од цела бивша Југославија. Ова поднебје е доста талентирано. Да не ги набројувам, добро знаете за кој станува збор. Сигурно ги има и сега и ќе ги има и во иднина. Треба само работа и инфраструктура, а во Македонија тоа оди напред и треба да се очекуваат добри времиња. Постадов представува една спортска арена во која што ќе подефилираат над 2000 учесници. Се радувам исто така што спортски игри за млади ги сплоти институциите, општествено одговорни компании, спонзорите, наставниците, професорите, децата со една заедничка цел, а тоа е подеднакво право да има секое дете да се занимава со спорт, без разлика дали е спортиста или не, без разлика дали доаѓа од урбана или рурална средина, без разлика дали е момче или девојче, а сето тоа да го добие се разбира бесплатно. Јас се радувам дека преку овие инклузивни настани ќе поттикнеме ферплеј кај децата, еднаквост, толеранција, ќе изградиме навистина младина која што ќе биде столбот на ово општество во иднина.